Иако европскиот пазар и автомобилската индустрија во моментов се во стагнација, Костал Македонија, подружница на германскиот гигант, продолжува да се развива во држава. Идната година компанијата ќе инвестира над 30 милиони евра, проширувајќи го портфолиото со нови клиенти и производна програма, што ќе овозможи 200 нови вработувања. Според проекциите, до крајот на 2027 година се очекува изголемување на извозот, како и обрт на капиталот поголем од 300 милиони евра. Тоа ќе ја позиционира Костал Македонија како една од трите најголеми фабрики и извозници во македонската индустрија. Европската индустрија е во стагнација, но ќе имаме и победници, но и некогаш некои компании кои нема да успеат да се снајдат најдобро во она што се случува во автомобилската индустрија. Но фактот што ние продолжуваме со инвестирање и одиме понатака, значи дека ова е добра, успешна и правилна одлука што сме да ја донесле како компанија за да се развиваме во Македонија. Така да, заради тоа што една или две компании планираат да ја напуштат на државата, не значи дека другите компании нема да се развиваат и понатака или нема да дојдат нови компании кои преку Македонија ќе дојдат за европскиот пазар. Во услови кога две поголеми странски компании кои со години работат во тир зоната Бунарџик, идната 2026 најверојатно заминуваат од Македонија поради глобалната криза во автомобилската индустрија, импресивен е напредокот на Костал. Новиот инвестициски циклус значи многу за државата, а владата е тука да помогне во реализација на целите кои ќе донесат прогрес, истакна премиерот Мицкоски. Тој најави нови инвестиции. Ќе има компании кои што се отвараат, ќе има компании кои што се затвараат, и домашни и странски, и тоа не треба да се сваќа како нешто кое што представува крај на светот. Ние како влада се обидуваме и успешни сме во тоа да привлечеме што е можно повеќе компании. Веќе имаме неколку кои што се во процес на завршување на преговори. Очекувам до крајот на годината 4 или 5 такви компании веќе да потпишат договори со владата. Владата преговара со 4 до 5 нови компании, кои доколку влезат во Македонија, ќе креираат над 1000 работни места. Со поддршката на владата, би рекол дека сме едни од најконкурентните земји во Европа, истакна премиерот Мицкоски. Развојот на Костал е позитивна вест, не само за Охридско-Струшкиот регион, туку за целата држава и поттик за други компании да се фокусираат и да ја користат на Македонија во целиот свој процес на експанзија. Инаку германската компанија Костал постои 100 години, а работи во 17 земји, меѓу кои и Македонија. Во поранешните погони на ЕМО, Костал го стартуваше производството на автоделови пред 9 години.